Вести на Канал 8. Добар ден. 17-годишната Марија Симеонова е жетврска убавица на Кочани за 2018 година. Така одлучи жири комисијата на изборот, со што и започнаа главните содржини од манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис. За забавниот дел се погрежи танчарската школа и дебит на кочанецот Илија Карадаковски и танцовиот клуб Степ-ап од Битола. Во конкуренција од 12 преубави девојки на традиционалниот избор на жетврска убавица, жири комисијата имаше тешка задача да ја избере најубавата. Престижната титула жетврска убавица на Кочани за 2018 година ја понесе 17-годишната Марија Симеонова од Кочани, ученичка во средното општинско училиште Љупчо Сантов. Навистина сум многу почестена со оваа титула која што ми беше доделена, особено покрај ваквата конкуренција со прекрасни девојки, и навистина сум срекна што ќе можам да учествувам во зажнејувањето кое што ќе се одржи во сабота. За прва придружничка на жетварската убавица беше избрана Вања Дојчинова, а за втора Благица Христоска. Ми беше многу мило затоа што учествував, многу сум задоволна, имаше голема дружба. Прв пат учествував и сум многу задоволна со моето признание и од наградата секако. Се беше прекрасно и ми беше мило што бев дел од оваа манифестација. Изборот на жетварската убавица представува своевиден уметнички перформанс преку кој се прави спој на традицијата и современото, спој на музиката, убавината и младоста. Во музичко-забавниот дел на изборот учествуваат членови на танчарската школа ИТ Дебит на кочанецот Илија Карадаковски и танцовиот клуб Степ-ап од Битола. Трите најубави жетварки ќе учествуваат во обичајот за жнејување, што во присуство на делегација од повеќе држави и амбасади ќе се изведе в сабота 29 септември на нива во Институтот за Орис во Кочани. Во рамките на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис, в петок се одигруваат надпревари од турнирот во баскет, а настапуваат Ауро Борос, Драган Теодосиевски квартет, Сецет и Мирко Попов, како и тетовскиот музички состав Конгаерин Лајон. Прием на делегациите присутни на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис приреди градоначалникот Илиев во ресторанот Амор во Кочани. Се разменија скромни подароци во знак на сеќавање и долгогодишна соработка. Размената на пријателство представува размена на искуства, видувања, случувања, размена на идеи. По завршувањето на изборот на жетврска убавица, сите учеснички во изборот заедно со делегациите на збртимените општини на општина Кочани и гостите на манифестацијата ја искористија можноста заеднички со представниците од нашата општина, начело со градоначалникот Илиев, да се дружат и да си разменат скромни подароци во знак на сеќавање и спомен. Илиев приреди прием на делегациите во ресторанот Амор и на свеченоста ги поздрави присутните. Навистина, ова е голема чест и задоволство што ќе имаме прилика овие неколку денови да се дружиме заедно и да разговараме и за Оризот и за се она што не поврзува сите нас заеднички. Ова прилика ја користам исто така да ги поздравам и членовите на Советот, кои се мои драги соработници и со кои навистина имам одлична соработка. Поздрав и до сите раководители на институциите кои оваа вечер се со нас и за сите други присутни оваа вечер. Посакувам овие денови да поминат во едно убаво дружење и размена на искуства кои ќе бидат драгоцени во нашите натамошни процеси. Секако посебно ќе ни бидат драги и ќе ги цениме сознанијата и искуствата кои треба да ги црпиме од нашите пријатели од Словенија, Унгарија и Хрватска, и секако и Бугарија, земји кои се веќе членки на Европската Унија, процес во кој ние храбро мислиме да зачекориме. Навистина нивните искуства ќе бидат драгоцени, да ги чуеме и осознаеме се со цел да бидеме припремени за проектите кои ги очекуваме, односно да одговориме на предизвиците кои се пред нас. Со делегацијата од збртимената општина Сињен Миклош од Република Унгарија, Кочани соработува долги години и разменува искуство, особено во полето на културата. We would like to say many thanks and greetings from Sighet Mikuloš, from our mayor. Сакам да ви се заблагодарам во името на нашиот градоначалник. In this year we have 4 common events.
Оваа година имаме 4 заеднички настани. To camp in Macedonia and in Sighet and Mikosh. Два кампа во Македонија, Сигет и Микош. And we would like to send many invitations every year to Kočani, and we are waiting you all the time. Секоја година ви праќаме покани на вас во Кочани и да очекуваме секое време. Со Република Хрватска, односно збратимената општина Крижевци, општина Кочани има одлична соработка и во полето на образованието и во полето на културата. Од Крижевци годинава присуствуваше градоначалникот на општината Марио Рајн, кој ги поздрави присутните. Јас сум први пат овде. За прв пат сум овде. Вашиот градоначалник е 10 месеци градоначалник, а јас сум 6 месеци. Долги години сме пријатели. Нашите деца доаѓаат кај вас и вашите кај нас. Имаме многу заеднички планови. Ви стоиме на располагање за се што ви треба и во што можеме да помогнеме, тука сме за вас. Присутни годинава беа и представници од крај Република Словенија, предводени од заменик градоначалникот Борис Веховец. Највише што ме радуе... Најмногу што ме радува е дека имаме многу добро искуство и соработка со вашите луѓе кои живеат во Крајн, а верувајте ги има многу и се надевам ќе дојдат и уште повеќе. Ве очекуваме на нашиот празник на 10 декември да дојдете кај нас. Оваа година присутна беше и делегација од општина Разлог, Република Бугарија, предводена од заменик градоначалникот Венцислав Гарменов. Задоволство и чест ми е што сме ваши гости и што сме дел од оваа манифестација. Можеме да се договориме да реализираме заеднички проекти. На крајот од официјалниот дел сите делегации направија заедничка фотографија со знамињата на државите од кои доаѓаат и уживаа во менито и специјалитетите подготвени од ресторанот Амор, како и во прекрасната музика во изведба на дуото Кочански мерак. Стечајните работници очекуваат со најновите измени во законската процедура конечно да се реши статусот на поголем број од нив. Во законот што самите го бараа, не биле опфатени сите стечајци, па наскоро тој повторно ќе влезе во процедура во македонскиот парламент. Сдруженијето на стечајни работници УНИТ очекува позитивни ефекти од поднесените амандмани и од законските измени за решавање на статусот на дел од членовите. Предвидено е во процедурата да бидат опфатени оние стечајци што со досегашните одредби не влегуваа во опфатот за паричен надоместок. Проценка е од и во источниот регион со измените помош од државата до пензионирање треба да добијат околу 500 стечајци, иако поднесените барања се двојно повеќе. Сепак, од Сдруженијето на стечајни работници УНИТ велат дека треба да се биде реален, односно дека не може да се очекува комплетен опфат на сите работници кои останале без работа и незгрижени во изминатите децении. Значи, оној што имашмо работници с погодбено оставио работу, сам напуштио работу, дали му отказ од работу, значи тој се све брише. Тој ќе ги опфати и оние акционерски друштва и приватизиране фирме, састои што само мора да има 15 година додека е била државна собственост фирма и 52 години жена, 55 мажи. Значи друго све отпада. За да можеме што повише стечени работници да ги опфатиме со овој закон. Така што ќе биде уште најмалку 1600 обештетени стечени работници. Според последната евиденција во огранокот на Сдруженијето на стечени работници во Кочани имаше над 250 членови. Дел од нив се уште очекуваат решавање на статусот со поднесените амандмани за измена на законските прописи. Проценките во Сдруженијето се дека административните работи во државните органи треба да завршат најдоцна до 20 октомври. Потоа, новиот закон со измените треба да биде изгласан во парламентот на Република Македонија. Бактериолошка загаденост на водата за пиење е утврдена во 2 села во Виничко кои имаат локални водоводи. По анализата што ја направил Центарот за јавно здравје во Кочани, побарано е општина Виница да го извести локалното население дека водата не треба да се користи за пиење, готвење или за лична хигиена. Локалните водоводи во виничките села Липец и Лески се бактериолошки загадени и водата не треба да се употребува за пиење, готвење или за одржување на личната хигиена.
Испитувањата на примероците од вода што ги извршил Центарот за јавно здравје од Кочани покажале недозволено присуство на колиформни бактерии. Дополнително во водоводот во селото Лески е откриено и присуство на цревни ентерококи, ешерихија коли и псевдомона аерогиноза. Како превентивна мерка, од Центарот препорачуваат населението да се информира со поставување писмени известувања дека водата е неисправна за користење. По барање на локалната самоуправа на Виница, испитување на водоводите се направени и во селата Лаки, Истибања, Трсино, Калиманци, Крушево, Драгобрашти и Пекляни. Но таму резултатите одговараат на законските прописи и стандарди за бактериолошко и физичко-хемиска исправност. Дополнително, анализата на примероците покажала добри резултати во исправноста на водата од физичко-хемиски аспект и кај водоводите од селата Липец и Лески. Во писменото известување до локалната самоуправа на Виница, од Центарот за јавно здравје од Кочани нагласуваат дека потребно е локалните селски водоводи редовно да се дезинфицираат, односно да се користи резидуален хлор во количество од 0,2 до 0,6 мг на литар. Локалната самоуправа на Виница планира да потроши околу 40.000 евра за изградба на мостови во неколку населени места во општината. Рокот на тендерската постапка за избор на изведувач веќе тече, а се очекува градежните работи да бидат завршени во период од 2 месеци по склучувањето на договорот. Општина Виница планира да ја подобрува сообраќајната инфраструктура во 3 населени места каде состојбата со патната мрежа е најкритична. Се работи за изградба на 4 помали мостови во селата Лаки, Пекляни и Стибања со вкупна должина од околу 25 и широчина од 3 и 4 метри. Финансиската конструкција за реализација на работите е веќе оформена, односно обезбедени се околу 2,5 милиони денари, колку што се проценува дека ќе чини изградбата. Според техничката спецификација во тендерската постапка, предвидено е да се изградат комплетно нови сообраќајни објекти, што ќе обезбедат поврзување на дел од улиците во споменатите населени места. При тоа дадени се техничките параметри за бетонско-армираната површина за која е предвидена и одредена издржливост, односно носивост на конструкцијата, што треба да обезбеди премин на возилата и пешаците. Јавниот повик на тендерската постапка за пријавување на заинтересираните градежни фирми е веќе објавен и трае до 9 октомври. По воведувањето во работите, тој ќе има рок од 2 месеци да ја реализира изградбата на мостовите. Три лица од Кочани заработија кривична пријава од полицијата заради фалсификување исправи при увоз на моторно возило од Бугарија. Обидот за легализирање на автомобилот бил незаконски, па поради прекршување на прописите тие ќе се соочат со соодветна судска постапка. Надворешната канцеларија за криминалистички работи од Кочани поднесе кривична пријава против 50-годишниот БП, 46-годишниот ТЕ и 48-годишниот АК, сите од Кочани, за сторено кривично дело фалсификување исправа. Пред 2 години, на 27 април, трето пријавениот од фирма во Благоевград, соседна Бугарија, купил патничко возило Volkswagen Golf, за кое откако го внел во Македонија дознал дека истото не ги исполнува екостандардите и условите за регистрација. По ова, тој остварил контакт со првопријавениот, од кого добил ветување дека ќе му обезбеди потребна документација за легализација на возилото. За таа цел првопријавениот и второпријавениот, кој има статус на повратник и поседува уверение издадено од Одсекот за управни работи Штип Кочани, изготвиле невистинит договор за купопродажба на возилото помеѓу собственик од италијанска сообраќајна дозвола како продавач и второпријавениот како купувач. Ваквиот договор првопријавениот го употребил како вистински во постапка пред Министерството за економија, Биро за метрологија Скопје, за издавање потврда за отворање постапка за идентификација. Добиената потврда подоцна ја употребил во постапката за идентификација на возилото пред техничката служба, пошто му била издадена и согласност за регистрација. По добивањето на дозволата за регистрирање, првопријавениот истата ја доставил на третопријавениот, кој заедно со документацијата што ја добил при купување на возилото во Бугарија и останатата потребна документација,
ја приложил во управните служби во Кочани. Потоа возилото било регистрирано на негово име. Сепак, случајот е откриен и по поднесената кривична пријава, трите лица се соочуваат со соодветна судска постапка. Следува информацијата од спортот. Спортски викенд во Кочани. В сабота на стадионот Никола Мантов ќе се одиграат два надпревари од првенствата на фудбалските лиги во машка и женска конкуренција. На првиот дуел од 11 часот ќе се сретнат екипите на женскиот фудбалски клуб Кочани со Драгон, додека од 15:30 е закажана средбата на градскиот фудбалски клуб Осогово и Овчеполе од Свети Николе. Викендов во Кочани продолжуваат надпреварите во првенствата на фудбалските лиги во машка и женска конкуренција. В сабота со почеток од 15 часот и 30 минути на стадионот Никола Мантов ќе се сретнат екипите на Осогово и Овчеполе. Тимот од Свети Николе заедно со жолто-сините ја дели првата позиција во третата лига Исток по победите во првите две кола. Надпреварот в сабота ќе биде тест меч за двата тима заради задржување на првата позиција во лигата. Во првата лига за жени пак тимот на женскиот фудбалски клуб Кочани ќе има тешка задача на домашен терен да го совлада минатогодишниот шампион Драгон. Надпреварот е закажан за в сабота со почеток од 11 часот на стадионот во Кочани. Во првите 5 кола од надпреварувањето, девојчињата од Кочани се наоѓаат на 10-та позиција со само 3 бода на нивното салдо. Првата победа ја забележаа минатото коло каде на гостински терен го совладаа тимот на Љуботен со резултатот 9:1. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.